Благодарам. Веднаш напоменувам дека, иако сум професор по право, не сум процедуралист, значи не сум експерт за постапка, за кривична и граѓанска, но ме интересира многу статусот на овој орган, бидејќи сум била во Венецијанска комисија, кога 2008 година се формираше ова тело. Значи, најпрво. Многу пати слушаме кога ние велиме зошто не е сторено ова, одговорот е не постои надлежност и ме подсетува оваа приказна на приказната за британскиот горен дом. Многу пати во историјата велеле, па чуму ни е горниот дом, бидејќи нема потреба од него кога со создавањето, со признавањето на општото избирачко право, граѓаните се избирале своји представници. Еден многу умен политиколог, Бичхот, велел, па ако не користи, не штети. Зошто? Бидејќи горниот дом е синоним за знаење, за култура, за мудрост и многу важни три работи прави: предупредува, советува, укажува и британците веруваат во тоа. Искрено, кога го читам законот, па дури и последните измени од 2020 година, тоа е најшокантното, бидејќи и со нив дополнително се редуцира надлежноста на ова тело. Тоа е шокантно, не сум била тогаш, ама ме чуди. Тогаш си го поставувам истото прашање. Еве зошто. Имено, во компаративните политички системи има различни решенија во поглед на функцијата што ја има Советот на јавни обвинители во оваа насока. Имено, некаде едно тело само постои, тоа е судскиот совет, и тоа тело е надлежно и за контрола, и за одговорност, и за избор, и за разрешување и на судиите, и на јавните обвинители. Има држави, најмногу во Централна и Источна Европа, морам да кажам, бидејќи тоа беше препораката на Венецијанската комисија, дека е добро да има едно тело во кое ќе седат врвни познавачи на правото, ама и на постапките, и кои што со тоа ќе имаат можност да бидат независни и самостојни во оценувањето на оние од чии, значи, оние од кои зависи животот на граѓаните, а тоа се судиите и јавните обвинители. Значи, тогаш аргументацијата беше дека е добро да има еден посебен орган. И сега мојот проблем е: кога формирате едно ново тело во системот, вие однапред мора да знаете што очекувате од него, кој кадар ќе влезе во него, понатаму дали има средства, дали има простор. Зошто? За да може функцијата што сте му ја довериле да ја реализира. И тука е проблемот голем. Бидејќи колку години потоа, еве ние велиме дека нема ни основни претпоставки за добро вршење на функцијата, а тоа е правна рамка која што ќе му гарантира надлежност, која е врзана за контрола своевидна на јавните обвинители. И затоа јас ве разбирам понекогаш, бидејќи што да одговорите кога не можете да излезете надвор од правната рамка, ама бидејќи сте најзасегнати за вашиот втор дом, вие исто така може да иницирате во собранието, значи, барање
иницијатива за измена и друго уште нешто. Мене ме шокира тивкоста при промените последни во 2020 година, а Бога ми во истава оваа сала, кога некои ликуваа, ако се сеќавате, кога се носеше законот за јавно обвинителство, без да биде пратен на Венецијанска комисија, овде чувме сериозни критики. И јас бев една од нив, например, тогаш прашав, зошто ако имаме проблем со јавно обвинителскиот кадар, зошто се лоцираме само на, зборувам за основните, само на академијата. Реков тогаш, зошто ги тргаме, например, адвокатите како можен со долго искуство, знаење, како можни конкуренти, или вработените на правните факултети и така натаму, и така натаму. Значи, не беше тоа сослушано. Згора не можам да не кажам дека од формирањето на Академијата за суди и јавни обвинители 2006 година, уште многу години помина, кога иако имаше стасани генерации, не се прима, туку се избегнуваше заради меѓупартиските и коалициони односи примената, значи, на законот, па си се бира на друг начин, се регрутира првите обвинители. Уште пострашно нешто, имаше ситуации кога се соочувавме со фалсификувани сертификати, па замислете и оваа невозможна препрека ја пречекоруваа. Како? Замислете да почнете вие јавно-обвинителска кариера со фалсификување на сертификат за англиски јазик и потоа да се укине потребата од сертификатот, сите ги заоструваат критериумите, ние ги снижуваме, ги политизираме, значи тоа се случи. Друго, дури се правеше и интервенција во селекцијата. Наместо најдобрите по поени, тие од долу влегуваа, се повикуваа на принципот на правична и соодветна, немам ништо против, ама тоа што го правеа беше неправична и несоодветна, бидејќи регрутираните млади девојки и момчиња веќе ги препознаваше јавноста. И тука е проблемот огромен. Понатаму, кога треба да реформирате судство, јавно обвинителство, ви треба профил на реформатор, некој нов. Видете, јас не можам да не кажам, бидејќи тие се, значи, вашите субјекти на наблюдување, дека ако најобоената институција во така наречената шарена револуција, иако шарена револуција е безсмислица по себе, револуцијата се знае каква е, или е црвена, или е кадифена, како што велеа, тогаш треба внатре да влезе некој нов лик. Колегата го спомена Фалконе. Да, ама кај нас тогаш вториот човек од јавното обвинителство стана прв човек. А во јавно-обвинителската сфера, заради хиерархијата и субординацијата, тој најгоре е, како сакате, месечината, сонцето. Сега вие не можете да зрачите со нова енергија ако сте биле, значи, сопатник на тој кој што бил најкритикуваниот за јавно-обвинителската професија. Значи, ако дојдеше некој човек од надвор, реформатор, кој не бил дел од тој систем, може би ке очекувавме промени. Третото што морам да го споменам. Пазете, како бермудски триаголник, значи, лоша правна рамка, отсуство на концепт имаме, прв човек кој не може да персонифицира ново, бидејќи е остаток од старото,
И сега имате еден податок дека од 153 иницијативи на антикорупцијски комисии во овие 30 години, само 3 се процесуирани. Не од вас, зборувам од јавните обвинителства. Знаете што значи ова? Бидејќи кога споменуваме ние системи во кои цврсто се застанало во битката против корупцијата и криминалот, па споменуваме личности, значи мораме да знаеме дека секогаш во позадината стоеле некои независни антикорупцијски тела. Еве каков е односот, значи кон антикорупцијска. Сакам да кажам дека јавното обвинителство заради хиерархијата и субординацијата и преголемата моќ не се потресува многу од вас, бидејќи очигледно има влијание при креирањето на законите, иначе како да го толкувам ова, каде била и правната фела, зар во Министерството за правда нема луѓе кои знаат дека вие мора да имате контролни механизми за да може да го контролирате јавното обвинителство, како што ние сме контролор, па сега на контролорот, односно ваш контролор. Ама вие имате аргументација дека колку права, толку обврски. Значи, ете, тоа е отсуство на систем. Кај нас не е законот правна рамка за општ интерес, туку напротив, е правна рамка која треба да промовира колективни или некои индивидуални понекогаш дури интереси, дури и такви решенија. Оти ние имаме закон во кој што пишува, замислете дека заменик директорот има право на вето. И тоа поминува. Да не зборувам за други. Или овде креваат раце сите, а во законот пишува дека за да бидете член на телото, мора да имате од 15 години, најмалку 10 години стаж во таа. И си креваат раце. Значи, тоа е аномија. Едно општество кое има слаби институции и криминализацијата навлегла секаде. Не можам да не споменам, гледам горе новинари. Па имаме ние еден новинар брилјантен да го следеа и слуша истражувач, Саше Димовски, врвен познавач и на јавно-обвинителската практика, па и теорија, и на судството, па ќе извлечеа подобри заклучоци. Во стартот исто така нешто друго сакам да ја замолам и председателката. Значи, понекогаш, кога зборувам за извештајот, сиот респект кон вас доаѓате овде, како во процес на Кавка се чувствувам. Зошто? Видете, точно е дека во законот, и се ме чуди тоа да не, замислете, рок не предвиделе на поднесување на извештај. Меѓутоа, во правото има правна логика, во правото има здрав разум и има нешто што и во континенталното право можеме да го позајмиме од англосаксонското, а се вика конвенција. Тоа значи, знаете, обичај што се однесува на државен орган. Ке ви кажам, да речеме, нема акт во Европската комисија кој што кажува кога треба годишните извештаи да се достават до државите, кои што се кандидати. Ама ги добиваме извештаите во октомври. И сега јас, подготвувајќи се деновиве за расправата, се најдов во страшен проблем. Го имам извештајот од 2021, ама пред мене, зборувам на Европската комисија, ама читам извештај од 2020. Ако се повикам на овој вториот, ке ми речете, ама тоа не важи за сега. Ама која е логиката тогаш јас да расправам за 2020? Тоа е завршена приказна, а сакам во 2021 да видам
што е ревидирано. Значи би разбрала двата извештаи да ги доставевте, па да можам јас да споредувам, но сега имам друг проблем. Ние сега така, како машина во времето, времеплов, си одиме назад во 2020, ама веќе треба ние да зборуваме овде за проблемите што ги сме ги имале во 2021 година. Значи, и кога не пишува во законот, органите треба да знаат дека на крајот од годината треба контролорот на контролорот да го снабдат со податоци за да може да им укаже на некои проблеми, а потоа за да може заедно да сватат дека некои од решенијата се генератори на неефикасност. Значи, самите решенија се генератори на неефикасност. Инаку, нема логика така наречениот подзаконодавен надзор. Еве колку години, значи, постојат измени на законот, ние не сме имале подзаконодавен надзор. И кога ќе предложам јас овде нешто што е вообичаено во западната пракса, во преодни завршни да пишува дека по 3 години, по 2 години ќе се изврши законодавно правен надзор од страна на собранието, јавна расправа и така натаму, за да предложиме измени, нема да го изгласаат тоа решение. Што сакам друго да потенцирам? Кога реков за извештајот на Европската комисија, еве уште еден пример ќе ви дадам од невладиниот сектор. Секогаш на крајот на годината ние имаме извештај во сенка на, значи, невладина организација за европски прашања, која извонредно ги следи сите овие проблеми и ќе видите дека навистина има компатибилност меѓу сознанијата кои не ги предочува Европската комисија и она што ние го сметаме врз основа на праксата, и затоа јас не мислам дека е погрешно кога моите колешките и колегите посочуваат и примери. Примерите се најважното нешто. И друго, да, и председателката на комисијата ја прочита надлежноста. Меѓутоа, извештај кој личи на органиграм, значи имате предмети, постапувано како е, ефикасност, неефикасност и така натаму, не може да ви даде сознанија за реформа. Никој не ви вели вас дека само морате да се држите во извештајот на податоците и на бројките. Не може тоа така да е. Мора секој извештај да завршува со сознанија утврдени, а тоа е суштина, не е тоа нумерологија или бројки и така натаму, и со соодветни препораки. Никој не може да ви забрани вас ни јавното обвинителство, ни јавниот обвинител на Македонија тоа да го направите. Така, ќе ја сензибилизирате јавноста и ќе докажете дека има логика вашето постоење, дури и тогаш кога сте оневозможени заради ригидната правна рамка да постапувате така како што сметате дека треба тоа да го сторите. Значи, велите недостиг на кадар, да, меѓутоа кога зборуваме секогаш за кадар, секогаш велиме чекајте, зашто? Што треба да покрие овој и овој профил на кадарот? Значи, болката е многу посуштинска. Проблемот е сериозен. Џабе ви е вас да вработувате луѓе ако нема надлежности кои тие ќе ги вршат, значи час поскоро и вие и ние треба да направиме една пристојна рамка со интервенција во која што вие ќе можете потоа да функционирате. Што би сакала, еве сега, бидејќи ќе се обидам да не се повторувам, само да потенцирам.
Пишувате овде дека во извештајниот период сте работеле во намален состав и морам да кажам дека ова е за жал редовна појава во не само во правниот, и во политичкиот систем. И тука би сносел одговорност некој, бидејќи овде е проблемот. Комисија за избори и именувања. И замислете, сега гледате Уставен суд со 5 судии. Еве, гледаме, значи, Совет на јавни обвинители, кој не е во полн состав. Други институции. Зошто е тоа така? Знаете зошто? Зошто политичарите, наместо да се потпрат на стручноста и компетентноста, сега трагаат по решенија. И тие решенија немаат врска со правото. Многу пати и повторно ќе кажам дека во случајот на Босна и Херцеговина, Сеиди Чифинци и уште 3 потоа случаи, судот во Страсбург рече дека од судството треба да се изфрлат сите критериуми, разноразни, партиски и други, освен стручност и компетентност. И тоа е услов за Босна, за да може, значи, да добие почеток на преговори. Тогаш да не се лутиме кога однапред знаеме кој ќе биде народен правобранител, председател на Врховен суд, директор на агенциите, и јас ќе ви ги кажам однапред, врз основа на консултации со новинарите, оти до таа мера кај нас е политизирано и партизирано се, што веќе е загрозено правото и правдата, а да не говорам за демократијата. Ние слушаме по телевизии членови на уставни судови, јавни обвинители, членови на врховни судови, на судски совет, кои, извинете, кога зборуваат, си велам, можно ли е ова? И тогаш знам зошто граѓани велат дека не може да разберат образложение на пресуда, бидејќи или нема, или е погрешно. Ако имаат соработник, ќе им напише, ама тоа е страшно нешто. За тоа стои и слабиот квалитет на правните факултети, 24, не само што паднал мојот факултет, да не зборувам за другите, во криптодепресија се. А овде е преполно, се професори и доктори по глава на жител од Британија имаме повеќе, тоа е загрозување на професијата. Најважно ова е, зошто го велам, затоа што во вашиот субјект на наблюдување, хиерархијата и субординацијата се најважни, и тамо вие каде што имате субординација и хиерархија, нема да доминира умот и аргументите, туку статусот. И, може би, не знам дали знаете, јавниот обвинител во Британија е дел од владата во поширока смисла, бидејќи тие сметаат дека функционирањето на државата зависи од таа личност. Ама ако се анализира персоналитетот и оние соработници околу него, па тамо нема шанса за влијание од надвор. Ние и тоа го урнавме и се чудиме што ни се случува. Значи, понатаму, кога го гледам составот, да, за момент велам, ова е веројатно потрнлив пат од другите, па затоа има толку многу жени. Меѓутоа, на највисоките функции, повторно ги нема. Значи, ние сигнал треба да дадеме од највисоката функција. Зашто? Бидејќи една чудна предпоставка постои во ова општество дека жена треба да докаже дека е способна за функцијата што ја има, особено за политичкава, а дека за секој маж се крие врвен политичар.
Намерно го кажувам ова, зашто за жал, како што гледаме, и вашата работа зависи од политиката и работата на сите институции, а, бога ми, во политиката стручноста и компетентноста не доминираат. Понатаму, имате податок дека во однос на половата структура, кажувате дека биле избрани, по однос на половата структура, на јавните беа избрани 3 мажи и 1 жена, а по однос на националната припадност избрани се 3 македонци и Бошњак. Бошњак еден, зборуваме сега за конкурсот што сте го објавиле, а овој податок што го кажувам јас се однесува на основното јавно обвинителство во Штип, но што не забележувам, што нема, што ми не достига мене, колку, кога велите сте имале 4 огласи во 2020 на кои се јавиле 50 кандидати, мене ми не достига податокот колку од 50 кандидати биле мажи, а колку жени, зашто тогаш може оценката да ми биде порелевантна. Исто така, за да не се повторувам, да, ја изнесувате бројката што во моментов согласно одлуките се потребни, значи треба да изнесува 244, не вклучувајќи ги 18 систематизирани места во основното јавно обвинителство заради статусот посебен организиран криминал и корупција, ама ако велите дека доколку во вкупната бројка се вклучи и ова, тогаш потребниот број е 262. Значи, од ова што сум пресметала јас, 73 помалку, но јас реков, кажав, дека кога сме го граделе јавно обвинителскиот систем, по составот сме требале да внимаваме и на бројката, бидејќи ние знаеме горе-долу како се движи криминалитетот и за тоа гледам дека и табели имате сосема соодветни. Значи, апсолутно отсуство на стратегија и на концепција. За всеидичи финци кажав, што сакав да кажам уште нешто друго. Кога ги гледаме составите по основни јавни обвинителства, дури и во некои средини, кои се мешани, Панче ме исплашивте, мислев земјотрес. Гледаме, се извинувам, дека ве гледам. Дејанчо, извинете. Значи, гледам во некои основни јавни обвинителства дека сите јавни обвинители се, да речеме, македонци или албанци и така натаму, и си имам голема дилема. Не мислам јас дека нема во многу места, еве читам овде Кавадарци, Делчево и така натаму, и така натаму, и така натаму, и си велам, чекајте сега, оваа држава живеат и власи, и Срби, и турци, и роми, и многу би било убаво ако видите, еве, значи одма, првиот поглед тоа го открива. Многу би било убаво кога би имало и поинаков состав, зошто? Бидејќи тогаш е тоа општество на еднакви можности. Општество на еднакви можности. Кога, толку за првиот дел, за вториот дел само неколку напомени за постапувањето ваше по представки, по поплаки и други поднесоци. Значи, моето прашање е, кога зборуваме дека се зголемил обемот на работа или бројот на представките, кога би имала и суштинско, кога би имало овој извештај суштинска димензија, тогаш ќе ја видиме причината. Дали е причина укажување на повеќе повреди, или пак е
поголема сензибилност, или пак е поголема доверба во вас, поголема храброст. Оти тоа се многу важни нешта за правната култура, за довербата во правниот систем. Исто така би сакала да речеме да видам коментар на онаа констатација дека од вкупно 200 представки најмногу се поднесени 162 од физички лица, а од кои пак 155 од оштетени, 3 од обвинети и 4 од други субјекти. Мене многу ме интересира табелата. Што кажува оваа табела? Зошто? Бидејќи тешко може човек и да е правник да заклучи, ама мислам дека вие, кога сте тамо in medias res, во средината на нештата, дека можете да дадете коментар и токму затоа јас од вас тоа би сакала денеска, кога ги гледам овде вкупниот број на поднесени представки и баш би сакала коментар. Зошто вака по вакви категории на лица мислите дека што е причината што некој повеќе поднесува, а некој не поднесува? Кога е во прашање состојбата со поднесените представки, се разбира дека доминира бројот во Скопје и сега јас ги споредувам натамо и после Скопје гледам Гостивар доаѓа 19, па Тетово 14, па Охрид 12 и така натаму, и исто така како пратеничка и правник би сакала коментар на ова, зашто зборува ова, бидејќи зборуваме значи за јавни, за основни јавни обвинителства, кој е вашиот коментар. Понатаму, да, веќе колегите го поставија прашањето, не сакам постојано да атакуваме заради тоа, меѓутоа, како на правник ми пречи онаа придавка, велите дека оштетените граѓани и правни лица се незадоволни заради наводно непостапување или неажурно постапување. Мислам дека наводно не е добар израз, бидејќи, да, може би резултатот кога ќе се покаже дека повеќето биле неосновани, дава карактер на предпоставено непостапување или неажурно, ама мислам дека во стартот не е добар. Многу ме загрижува, како и вас, и ми се допадна тој коментар, како и сите други, што дискутираа оној навод, многу зборува, кога велите дека во мал број случаи представките се однесуваат на застарувања на кривично гонење. Тоа е, ми се чини, еден од најважните наводи во извештајот. Зошто? Зашто самите ние имаме големи дилеми околу застареноста. Може би не би ја имале ако многу често не се однесува на лица кои во соопштествениот статус се препознатливи и некако, веројатно, за нив го врзуваме застарувањето, бидејќи имало најчудни случаи на застарување, ама сега тука има можна аргументација која не ја задоволува мојата правничка љубопитност. Не верувам дека е ова само заради недостиг на јавни обвинители и друг јавно обвинителски кадар во основните јавни обвинителства, зашто па мене многу би ме интересирало
Дали застарувањето може да се категоризира како специфика на определени јавни обвинителства, каде што фреквенцијата е поголема, а замислете ако можеме да дознаеме и дека се врзува за определени судии или постапувања на определени јавни обвинители. Тогаш нашата правна приказна би добила на логика. Исто така, значи, односот на јавното обвинителство кон вас многу добро е насликано преку една формулација дека, нели, од страна на јавните обвинителства до кои се упатуваат барања за надзор над работењето и проверка на наводите во представките, се доцни со одговорите. Значи, ние сме толку силни, што па и контролата можеме да ја одложиме. Имаме една аргументација за тоа, дека немаме доволно кадар. Значи, и велите дека посебно тоа се однесува на државното јавно обвинителство, заради што се доцни и со одговорите до подносителите на представките од страна на Советот на јавните обвинители. Сличен однос како ние кон вас, сега, значи, и јавното обвинителство исто се однесува кон вас, и мојот страф е тогаш во таа далечна 2008 година, кога Венецијанската комисија на државите од Централна и Источна Европа, заради стручност и компетентност, заради засилување на правораздавањето, им препорачуваше независни тела да формираат за избор, за разрешување како судски совет или совет на јавни обвинители, да не смисли тога, да не се смислува некое како демократски декор, алиби, еве, институционален илузионизам. Имаме ние совет на јавни обвинители, имаме судски совет, стручност и компетентност тамо е најважна, ама кога анализирав и за судскиот совет, па и за кај вас, структурата на луѓето, кај вас е повеќе од вашата фела, може би заради ова јавни обвинители, меѓутоа не секогаш препознава човек луѓе кои, зборам за повисоките, значи луѓе кои што животот го поминале во таа професија и ги знаат сите тајни, сите лавиринти и не можете да ги избегнете нивните судови. Значи, на крајот се вели дека воочени се пропуштања во постапувањата на јавните обвинители од формална природа, една група, понатаму пропуштања од суштинска природа, што е сериозно, укажувано им е да не се повредуваат, констатирано е дека на крајот истите не биле од влијание на законитоста на донесените одлуки. Не знам. Оваа одредба, иако еден мој колега стално ја потенцира овде, дека е најважна, не влијае врз законитоста на донесените одлуки, ама во правото ние ги учиме студентите на непослушност, на прашања, на сомнеш. Ако има пропуштање од суштинска природа, како може тогаш тоа да нема никакво влијание на законитоста? Јас имам дилема во поглед на заклучокот. На крајот има еден дел кој што се вика постапувања по други поднесоци, да, и сега набројувате овде 22 годишни извештаи за работа и така натаму, значи нема никаква оценка. Јас би сакала, значи, ако веќе е постапување по други поднесоци,
Значи, јас би сакала сепак да видам некоја оценка, реков, законот ќе ми го прочитате, не е важно, вас не ве ограничува законот, само таму што надлежноста, да, само да ги броите предметите и представките и така натаму, туку вие сте орган кој што, ако сакате денеска, се зборува и за судска политика веќе. Бидејќи и судиите одлучуваат по собствено уверување, вие сте контролор на јавните обвинители. Јавните обвинители се најмокната категорија во правосудниот систем, од нив зависат, да не зборуваме што значи хиерархијата и субординацијата, никој не ја негира. Таа е неопходна за да може да се дојде до заштита на слободите и правата. Меѓутоа, по големи овластувања, по голема контрола, самооценката, самоевалуацијата не е евалуација и треба, значи, овде коментар. Еве, имате кај втората алинеја, разгледани се и оценети годишните извештаи на 4-те, тамо велите позитивно оценети, ама кај првиве овие 22, немам поим, дали биле добри, дали биле лоши, што е вашето сознание. Еве за иднина, може би, како совет. Сега ние, извинете, ама вака, не знам колку е пријатно човек сам кога ја ние како пчели, ама само со добра намера е. Понатаму, еве и во следната алинеја, разгледани се сите извештаи кои се доставени до Советот од редовните контроли на работењето и а такви контроли се вршат 2 пати во годината од страна на висшите јавни обвинителства и јавното обвинителство на Македонија. Да, и тука би сакала јас сознание да видам зошто ми е потребно. За кога ќе дојде јавниот обвинител овде со својот извештај, јас правам, како се вика тоа, cross-cutting, ги вкрстувам, се разбира, и после, па не јас, сите правиме. Па се повикуваме на и сознание, да речеме, од извештајот на народниот правобранител или на друг орган, и така ќе ја добиеме големата правна слика. Имате на крајот, значи нема тука никаква оценка, и на крајот со извештаите на Академијата за суди и јавни обвинители за континуирана обука на обвинители на сите нивоа, да, оти вие, оценувајќи или давајќи ни нас извештај или сознание за оценка на обуката, на извештаите, ке ни овозможите ние да оценуваме каков кадар утре излегува од Академијата за јавни обвинители, дали најдобрите остануваат, оти јас немам таков печаток, зашто многу од нив се студенти, брилјантни, кои би била дека бев во првите, ама не ме примија. Постигнаа некаков друг договор. Или интервенираа, па примија други, а не оние кои што бевме, значи, најдобри. И каде е потоа патот нивни? Надвор од државата. И кој ќе ја крене државава од правните проблеми, ако не најдобрите? Останува прашањето. Готово, завршувам, само сакам да кажам дека уште, значи, еве, веќе се наоѓа во процедура законот нов за Академијата за суди и јавни обвинители. Овде во извештајот читам дека и вие имате, значи, непосредни контакти, се разбира, по разни основи, а исто така дека и во програмскиот совет сте застапени и во комисијата за ревизија на испитите, учествувате со своите членови, што значи индиректно вие учествувате за подобар или полош квалитет и на институцијата која што исто така чии извештаи ги разгледувате. Значи, кадровска... Нешто
може би не сум во право, само готово завршувам. Не сум, може би, само сакав да ве прашам за следново. Прво, добро е што како од 1.1.2021 Советот на јавни обвинители ќе добие самостоен буџет. Го добивте, нели? Да. Меѓутоа имате забелешки, колку што од овде видов, за износот на буџетот. Реков, одва и чекам да го видам другиот извештај, зошто? Бидејќи во извештајот на Европската комисија има маледен дел, се разбира, кој што се однесува и на вас посредно и непосредно. Моето прашање беше нешто околу внатрешната организација, каде што велите дека до јули 2020 сте работеле со 10 членови, а од август до декември со 9 членови, поради престанок на функцијата на уште еден член, во декември 2020 година избране се уште 20 членови на Советот од Собранието и од тогаш Советот е во полн состав. Од 10 избрани членови на Советот и јавниот обвинител, еден македонци, 3 албаци и 1 влад, во неговиот состав има 2 жени. Да, значи од 11 има 2 жени, така? Така е, да. Тоа, со тоа завршувам. Затоа нашата битка предстои, човечка, еве. Значи на основно ниво, каде што е суштината на работата, жените се таму. Каде што се носат клучните одлуки, мажите. Па сега, после многу тажен век што замина, кој беше обележан како машки, навистина е потребно време за промени. Промени во легислативата, промени во однесувањето, во нашето однесување кон вас, во вашето однесување кон нас, ама многу и во однос на однесувањето на жените во општеството, не заради нашата суета, туку заради нашата неискористена енергија, знаење и ум, оти тогаш ќе може потоа да оценуваме ние рамноправно кој што направил, вака стануваме само соучеснички во едно машко општество во суштина. Да, се фалиме многу судики, има многу професорки на правниот, ама немало уште деканка, ректорка еднаш во историјата имало. Тоа општество мора да се смени. Благодарам.